Стиквешко негде в некое село, кај слана тивко венеше цвете, убија дете. Последна солза од око капна, кога на брегот есента стапна, крви си изми утрото бело. И кога взраци челикот светна, последна мисла ко птица летна, мајка ми само остана в село. О, детски очи, криевте в себе небесно катче, румено крвје ви течеше в жили, в радост, без почин. Кај око детско натопи земја, город цвет никна, разлиста пролет. Кај крвта врела растопи слана, црвена булка закити поле. Мајската булка и цветот модер миризба молат. Закити друже огнена пушка, па напред појди и други деца брани со гради. Стикнеш го негде в некое село, кај слана тивко венеше цвете, убија дете. Имаше наблизу срна, ке ме солзеше питомо око. А колку е тешко, колку е горко срна да плаче. Зигра прсти на орози прашни, попаѓаа во оган тополите горди. Во нивните стебла се зарони челик. Од карпите потече крв. Во летото 1943 година фашистите стрелаа 12 младинци од село Ваташа. Емисијава им ја посветуваме на 12-мината младинци од Ваташа и на 4. јули, денот на борецот. Се наоѓаме на местото каде се стрелани 12 младинци од Ваташа. Ке разговараме со тогашниот секретар на партиската организација на Ваташа, другарот Блажо Торкеов, со Ангел Ралев и Цвета Ралева. Сакате малку повеќе да ни објасните за денот на стрелањето на 12 младинци од Ваташа? Са балето, нели, првен го фаќаат Димо Чекоров. После видоме карши още две деца од суседните куќи овака, нели, ги изведоа. На четвртиот пат едно дете Илчо, што е Димов, и го зедоа детето, разбираш. Пред нас го зедоа. Пред нас го зедоа дете. И ми тоги, нели, виќе се исплашиме дека детето го зеа, ке ми ќе има убиство. Му викам на сите, нели, тука нас. И таа мајка му негова почна да плаче, да вика, нели, али нема фајде, нели, тука војник до војник беше наредено, нели. И така, ни не видоме другите деца кога ги собрале, знаеш ли. Во кафенето се собрани 12 деца и 4 девојчиња. Од тие 4 девојчиња, двете се сестри на убиените деца. Во кафенето ги носеа и таму се јако тепани, знаеш ли. Во кафенето се јако тепани. Држи на некое дете и забите му го изрониле, знаеш ли, во кафенето, знаеш. Каде точно ги стрелаа? Сега, точно се стрелани, ете тука. Само не
како сега што е положбата, но тоа ги беше тоа сето бавчи. Мали градинки беше, нели. Тука се децата наредени, а метолезот од оваа страна, овака, од оваа страна, дека му велеле наредите се добро, да можеме да вас сликаме нешто. Па после ќе ја пуштиме да си водите дома. А девојчињата ги оставиле со војниците, кај метолезот што е, а децата таму ги наредили нешто. И наеднаш палба и децата ги истепуваат. А как сте ги нашли децата после? После време Едно тамо, едно онамо. Васо Џерданов туа имаше една капина. Во таа капината го најдоме забиен и сечен овака после убиството и раката му беше вака сечена. А пак ова Димо Чекоров, зајчето што го викаме ние, тоа префрлило тамо од таа страна, тамо на брегот, али не можело веќе да издржа, подлегнало на раната. И сега рековме, бар Васо е спасен, не можевме да го најдеме, 2 сата и повеќе го нуравме. Сега кога дојдовме тука, просто да децата не можеше да се познаваат, изгорени, ко пламен. Се наоѓаме на могилата на непобедените во Прилеп. Ги замоливме другарот Аџимитревски Љупчо и Аризанков Благоја да ни кажат нешто повеќе за деновите на почетокот на револуцијата. Како младите луѓе од Прилеп биле воспитувани и нешто повеќе за нивните конкретни акции. Па, ако почнеме да се подсетиме од времето пред 30 години, кога ние бевме така млади, полни со елан, со дисциплина, свесни на својата одговорност, членови на СКОј и партијата, која не изгледа, не направи вистински борци, тоа се незаборавими моменти. И ако зборуваме и за нашата револуција, мене ми се чини синоним на нашата револуција младоста. И ние кога се сеќаваме на сите тие тешки моменти на атмосферата, кога владееше мракобесието и теророт на бугарската окупаторска клика, ние се сеќаме на една неизживена, полна со елан, дисциплинирана младост. Пред малку ни говоревте за случајот кога многу млади луѓе, околу 60 биле стрелани во Давница. Дали тоа ги расколеба другите млади? Жестокиот терор, кој доби кулминација во Давничкиот случај, кога беа стрелани 21 човек, воопшто не ја поколеба младината, вклучително ние што бевме најнепосредни учесници, ние 20 бевме издвоени дури во онаја група за стрелјање. Ние знаеме што се случи таму, знаеме на кој начин беа масакрирани нашите другари, но она идеал за слобода, за независност, против фашизмот, за социализам беше таква моторна сила. Нас не поколеба, ние продолжиме со уште поголема омраза против фашизмот, а со уште поголема љубов за народот да се бориме. И ние ја доведоме таа наша генерација, тие млади луѓе, тоа се едали, тоа беа борците, ја доведовме до крај и она борба, до онај победоносен завршет. Се наоѓаме на споменикот на револуцијата во Куманово. Другарот Диме Домузлиски е еден од преживеаните борци на првиот Карпушов одред. Кажете ни што за вас како млад човек скоевец представуваше повикот на партијата за вооружено востание? Како го прифативте тоа? 4. јули е ден кој Комунистичка партија донесе проглас и го достави до сите партии во Југославија и нормално на тој ден го ние доживувавме сосема радосни, бидејќи да се покрај сите народи и народности во Југославија кои кренаа на востание се активираше и партиската организација во Куманово. Во тие денови ние како младинци не бевме зафатени бидејќи имаше постари членови на партијата, така да од нив се формираше
поискусни луѓе, од нив се формираат два одреди во Куманово. Меѓутоа, дојде ред и на нас во 1943 година, кога Карпуш формира свој одред, прв кумановски Карпушов одред, меѓу кое имав чест да бидам и јас. 4. јули се спаѓа, се подудара со една наша прва акција на тој Карпушов одред. Така да на 4. јули 1943 година имавме една успела акција, прва успела акција на Кумановскиот одред во село Суфорах. Ние ја пееме песната за Христијан Карпош. Вие како негов соборник, што ќе ни кажете за него? Тешко е во 2-3 збора да се за него нешто каже. Тој изникна како јунак, како легенда во народот и денеска представува легенда. Се наоѓаме меѓу војниците од единицата на другарот Радановиќ. Скоро сите се млади луѓе, родени во слободна земја, одраснати во мир. Што за вас представуваат зборовите мир, слобода? За мене слобода представљава мир и изградњу социјализма и сретан живот свих људи. 1, 2, 3, sal! Слобода е за мене љубов, радост, спорт и успешен рад во денешници. За мене е слобода нешто најлепше. Зашто и ми данас улажаме велике напоре да би се што боле обучили и ако затребе да бранимо сваки педал наше земље. Nek se čuje, nek se zna, da je mlada partizanka